Легендата за кисела вода и чудесната вода што го дала името. Пред многу години, на местото каде што денес се наоѓа општина Кисела вода, природата чуваше своја тајна. Длабоко под земјата извираше чудесна вода, минерална, лековита и жива. Со текот на времето се шири приказната дека оваа вода не е обична, таа лекува и носи надеж. Така местото го добива името Кисела вода, а легендите за неа се раскажуваат од генерација на генерација. А сега да ја слушнеме приказната во целост. Легендата за кисела вода и чудесната вода што го дала името. Баба Мира седеше покрај огништето со својата внука Марија, чии очи беа исполнети со љубопитност и исчекување за една нова приказна. Бабо, дали знаеш да ми раскажеш зошто нашата општина се вика Кисела вода? Праша Марија со љубопитен глас. Мило моје внуче Марија, тоа е една интересна и стара приказна која се случила многу одамна. Одговори баба Мира и почна да раскажува. Пред многу години, на местото каде што денес се наоѓа нашата општина, немало многу куќи, ниту улици. Имало многу зелени полиња, шуми и тишина. Луѓето тука живееле мирно и едноставно. Во срцето на тоа место имало еден извор. Поинаков, необичен извор. Каков извор? Зошто поинаков? Ја прекина Марија. Од една голема карпа извирала една необична, кисела вода, свежа и силна, која имала мог да лекува. Таа им ја враќала силата на луѓето што пиеле од неа. Водата од изворот била кисела, свежа и дар од природата. Кисела! Што значи тоа, бабо? Кисела, Марија, кисела. Тоа било вода која имала посебен вкус. Малку поинаков од обичната вода. Имала мог да лечи, одговори баба Мира. Многу интересно, бабо. А кој ја открил? Во близина на изворот, во големиот чифлик, со прекрасни и големи градини, живеел и владел мудриот Усеин Бек. Иако бил слеп, имал големо срце и многу ги сакал луѓето. Тој чувствувал се што се случувало околу него и секогаш го правел она што е најдобро за луѓето. Слеп? Значи не гледал ништо? Праша Марија. Точно така, Марија. Не гледал ништо со очите, но гледал со срцето, одговори баба Мира. Еден ден, при прошетка низ својот имот, го однеле кај изворот да се измие со водата од извор која течел. Тој се измил со водата и тогаш се случило чудо. Усеин Бек прогледал. На вистина? Тоа е вистинско чудо. Почнал да гледа? Извика Марија. Токму така, Марија. Почнал да гледа. Повеќе не бил слеп. За да се заблагодари и да го оживее чудото и да помогне на другите, Усеин Бек дал пари да се изгради мала црква на местото за кое верувал дека е свето. Така е изградена црквата Свети Никита. Значи, општината го добила името по водата? Така е, мило моје внуче. Поради лековитата кисела вода и чудата што се случиле, луѓето почнале да го нарекуваат ова место Кисела вода, а црквата останала чувар на таа убавина и приказна. А што се случи после, бабо? Што направија луѓето со изворот? Кога луѓето видоа колку е посебна водата,
решија убаво да го уредат местото. Со многу љубов и грижа изградија 3 чешми веднаш до црквата Свети Никита. Зошто баш 3 чешми? Љубопитно праша Марија. За секој што ќе дојде да има вода, за деца, за возрасни и за патници, одговори баба Мира. Од тогаш луѓето доаѓале од сите страни да го посетат изворот и 3 чешми, да пијат и да се мијат од лековитата вода и да остават дел од својата облека со надеж дека желбите ќе им се исполнат. А Марија, дали знаеш дека таму има уште една црква? Додаде баба Мира. Навистина? Која? Праша Марија. Покрај црквата Свети Никита, на тоа место е и црквата Свети Ѓоргија, која и денес стои како чувар на оваа приказна. Оваа црква е најпосетена од страна на верниците за празникот Ѓурѓевден, празник кој е патронат на општина Кисела Вода. Нареден пат Марија ќе ти ја раскажам и таа приказна за црквата Свети Ѓорѓија и за Ѓурѓевден. Едва чекам, бабо, да ми ја раскажеш и таа приказна, се насмевна Марија. Легендата за Кисела Вода е место каде што природата и чудата се сретнале, каде историјата станува жив спомен и каде што луѓето научиле да го ценат богатството на водата која дава живот и надеж.